Денешната пресконференција ја одржуваме во врска со заклучоците на Советот на министри на Европската Унија за делот за Република Македонија. Демократскиот сојуз направи анализа во текот на ноќта и до денеска, до ова време, и врз основа на направената анализа, Демократскиот сојуз сака да ги презентира до јавноста следните ставови. Прво, за Демократскиот сојуз останува и натаму наш врвен национален, стратешки, долгорочен интерес за членувањето во Европската Унија и во НАТО. Во оваа насока сметаме дека треба да продолжат реформите со целокупниот интензитет, бидејќи тоа е во интерес и на државата, но и пред се во интерес на граѓаните. Втора работа, сметаме дека ставовите на Европската комисија или на Советот на министри на Европската Унија се крајно непринципиелни и неприфатливи за Република Македонија, бидејќи со тие ставови ја ослабуваат Република Македонија да го промени своето име, да го промени уставот, да ги промени пасошите, директно го загрозуваат нашиот национален идентитет. За Демократскиот сојуз и НАТО му остануваат определбите дека ние сме за компромис, но не компромис со кој што ќе се обезличи нашиот национален идентитет. Трета работа на која што сакаме да нагласиме е тоа дека ставот на Република Бугарија за неподржување на Република Македонија за започнување на преговорите е неприфатлив и штетен и во голема мера ќе ги наруши нашите односите помеѓу Бугарија и Република Македонија, но ќе има негативен одраз на вкупните состојби на Балканот, посебно на стабилноста на Балканот. Натаму, Демократскиот сојуз смета дека е од исто така исклучителна важност да се направи анализа на досегашната надворешна политика и да се разгледат евентуалните пропусти на нашата надворешна политика и врз основа на целосен политички консенсус да се договори стратегија за односите со соседните држави и како и на кој начин да дојдеме до решение за да се надмине спорот наметнат од Република Грција. Посебно сакам да нагласам дека сега е време да се одржи меѓупартиска средба на лидерите на сите политички партии, на кој што ќе се дефинира стратегијата на Република Македонија околу нашите евроинтеграции. Сметам дека сега треба да расправаме, а не непосредно кога се носат некои клучни одлуки од страна на Европската Унија врзани за Република Македонија. Тоа се ставовите на Демократскиот сојуз. Демократскиот сојуз е подготвен и за локални и за предвремени парламентарни избори. Одлуката ја носат мнозинството пратеници. Доколку за тоа се изградат такви определби, дека тоа ќе ги надмине евентуалните состојби или предизвиците со кои што се соочува Република Македонија, можни се. За секој случај сметам дека не е приоритет на Република Македонија да организира и да одржи предвремени парламентарни избори. Треба да се работи на реформите кои што се клуч за иднината на нашата држава.